Алба Галдамес ја сака кујната. Од сите работни места што ги имав, она што најмногу ме фасцинираше беше готвењето. Таа е готвачка на локација за имигрантска храна во близина на Белата куќа. Галдамес е имигрантка од Ел Салвадор. Таа се преселила во САД пред околу 20 години. Работела на многу работни места, но готвењето и го освоила срцето. Овој ресторан е спој на сите земји во светот. Преку незиното мени, имигрантската храна ја истакнува различноста на културите во САД. Секое јадење раскажува приказна. Без разлика дали Галдамес готви рецепти од Венецуела или Индија, таа сака сите да се чувствуваат добредојдени. Кога ќе дојдете овде, како да доаѓате дома. Идејата на коосновачите на Immigrant Food е место каде што ќе се чувствувате како дома, но исто така се фокусира и на прашања на имигрантите. Ресторанот често соработува со локални непрофитни организации за да ги поддржи имигрантите, при тоа нагласувајќи ја потребата од сеопфатна имиграцијска реформа. Помислив дека е неверојатен, иновативен начин да се вклучи социјалната мисија во бизнис, на начин на кој не сме виделе дека е направен порано. Ивановиќ се преселила во САД од Белгија како меѓународен студент. Коосновачот Питер Шехтер вели дека приказната за имигрантите денес не е толку различна од времето кога неговото семејство се преселило овде од Италија. Мислам суштински е да дојдете да барате подобар живот, да барате подобро образование за вашите деца, поголеми можности, а понекогаш и да избегате од прогон и вознемирување. Прогон во нивните матични земји. Шехтер вели дека би требало да биде лесно да се комбинираат пограничната безбедност и легалната имиграција, а истовремено да се има хумана визија. Треба да најдеме начин да ги измениме и модернизираме нашите закони за имиграција за да можеме да имаме безбедноста што е потребна на Америка како земја. На секоја земја и треба безбедност, граници и луѓе кои ќе ги контролираат, но во исто време треба да имаме хуман, ефикасен закон за имиграција. Катрин Гарсија е помошник генерална директорка во Immigrant Food. Дојдов во САД пред 3 години. Утре официјално е 3 години. Гарсија по потекло е од Венецуела. Таа вели дека заработувала $20 месечно, што не било доволно за живот. Значи, зема виза, пасош и дојдов овде. Во рок од 6 месеци, вели таа, се вработила во Immigrant Food. Адвокатите за азил се многу скапи, затоа треба да работам напорно. Галдамес, Гарсија, Шехтер и Ивановиќ се имигранти со различно минато, но велат дека заедно во Immigrant Food создаваат нов живот за себе, за своите семејства и за околината.